Представници на Светска банка ја промовираа втората транша заеми за подобрување на услугите што општините ги испорачуваат кон граѓаните. Станува збор за 35 милиони евра за кои право на аплицирање имаат сите локални самоуправи кои се кредитоспособни. Беким Имери од Светска банка тврди дека станува збор за поволни заеми кои ќе одат преку Министерството за финансии. Кредитот е даден на Република Македонија и договорот помеѓу Светска банка и Министерството за финансија дека истите средства ќе се понудат на општините, значи ова е наменски кредит за проекти кои што поттикнуваат подобрување на општинските услуги. Условите се за општините. Значи има грейс период до 3 години, дека времетрањето на враќањето на средства се до 13 години. Додека каматната стапка е истата каматна стапка по која што Република Македонија се задолжува во Светска банка, а тоа е Либор, кој што се менува на секој 6 месеци. Во сегашниот момент Либорот е околу 0,3% годишно. Општините овие заеми може да ги користат за подобрување на патната, комуналната инфраструктура, за енергетска ефикасност, управување со отпадот. Доколку не успеат да ги вратат заемите, тогаш Министерството за финансии нема да го исплаќа надоместокот за ДДВ кон општините како гаранција. Според Законот за финансирање, општините со конкретен проект треба да добијат прво одобрување од Министерството за финансии дека се кредитоспособни за сумата за која што аплицираат и потоа ти влегуваат општините во договор за заем со Министерството за финансии кој што се надгледува од страна на Светска банка и спроведувањето на проектот. Во случај ако општината не може да си го врати долгот или траншата спрема Министерството за финансии, тогаш има во договорот има клаузули за гаранција во која што Министерството за финансии ќе ги прекине средствата, трансферите од централна власт кон локална власт, конкретно ДДВ трансферот. Значи ДДВ трансферот е гаранција од локалната самоуправа спрема Министерството за финансии. Од југоистокот речиси сите општини се задолжили од првата транша на заеми на Светска банка. Изградени се улици, патишта, мостови, водоводи и канализациони системи. Интерес има и за овие 35 милиони евра. Па вака, поголемиот дел од општините да имаат искористени, меѓутоа дел се во фаза на имплементација, дори има општини тек сега што склучуваат договори. Што се однесува до овој втор повик, сите општини имаат интерес, оглед на тоа дека денеска беа присутни сите од нив тука. И ете би нагласила само уште едно како детал што е доста интересно. Покрај заемите што се предвидени, дел од нив ќе бидат доделени како грантови, односно за оние најсиромашни и најрурални места, без разлика дали се работи за некои улици, населби, ќе бидат на крај доделени како грантови. Се уште нема ниту една локална самоуправа директно задолжена пред домашни или меѓународни финансиски институции. Секое задолжување оди преку централната власт.